Почитувани гледачи, ви посакувам добре дојдете во најновото издание на емисијата Очи во очи заедно со мене Огнен Јанески. Последно за оваа работна седмица во која денеска ќе разговараме за анкета која ја спроведе Институтот Павел Шатев, во која што резултатот и она што би можело да се направи како заклучок од анкетата се вели дека ВМРО-ДПМН е со повеќе од двојна предност пред СДСМ, доколку утре би се одржале. Односно, прашањето е: поголемиот дел од граѓаните на Република Македонија својот глас на предвремените парламентарни избори на 5 јуни би го дале за ВМРО-ДПМН, а за иден премиер би го избрале Никола Груевски, велат резултатите од последната анкета на Институтот Павел Шатев, која е спроведена меѓу 13 и 15 март годинава. Во процентите кои што се дадени на првото прашање, например, за која партија ќе го дадете вашиот глас на предвремените парламентарни избори закажани на 5 јуни, најмногу проценти има ВМРО-ДПМН со 37,9, додека пак второто место по проценти отпаѓа на одговорот за ниту една партија не би гласал со 26,9%, што е многу висок резултат. И третото место го зазема СДСМ со 16,1%. На прашањето пак кого би го избрале за иден премиер ако треба да се одлучите меѓу Никола Груевски и Зоран Заев, процентуално гледано Никола Груевски има добиено 52,3%, додека пак Зоран Заев 19,1%, а одговор не знам за кого би гласал за иден премиер на 5 јуни е 28,6%. Дури 64,3% од испитаниците немаат доверба во работата на Катица Јанева и на специјалното јавно обвинителство, а 67,8% сметаат дека обвиненијата за одредени функционери на власта не се издржани. Високи 88% од испитаниците велат и дека истите тие обвиненија на специјалното јавно обвинителство за одредени функционери на власта нема да влијаат на одлуката за кого ќе гласаат на изборите. Ке ви читам понатаму и други работи кои што се поврзани со оваа анкета. Ние токму тоа и го поставуваме како тема 0260 91 924 0260 91 925, на кои телефони вие можете да се јавувате и да го давате вашиот коментар по однос на оваа објавена анкета на испитаници помеѓу 13 и 15 март, чии резултати денеска на 18 се објавени и ви ги пренесуваме да можете да ги коментирате дали се согласувате со нив или пак не. Сепак оваа емисија се прави своји анкети преку секој одржано издание во текот на една работна седмица. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Вака, Огнен, со вакви анкети, сега тоа е моје мислење, не би требало да не замараш, после знаеме какви анкети се прават тие. Вие спомнавте ВМРО и СДСМ, не ги спомнавте албанските партии. Бидејќи не се опатени во анкетата според овие резултати кои што ги имам. Анкетата. Знаете зашто не се во анкетата? Затоа што тој процент помеѓу ВМРО и СДС, сигурно албанците ќе гласат за СДС овој пат. Сигурен сум. Доколку не се спомнат и ќутат албанските партии вака, ја гарантирам дека СДСМ не двојно, него тројно ќе го победи ВМРО-ДПМН. Тоа гарантирам. Поради X пропусти што ги има направено владата за овие 10 години, баш во териториите на албанците кај што живеат, и затоа албанците барат македонска партија. Јас се извинувам што вака велам, не сум навикнал да велам македонска партија, али што е, тука е. Барат стварно, коректно и одговорно дека ќе ги обавуваат желбите на сите граѓани на Република Македонија. До сега ВМРО-ДПМН ни најмалку тоа не го сторат. И ваквите анкети, како што стои ситуацијата вака корумпирана, сигурен сум дека анкетите ќе гласат и ќе дават проценти за ВМРО-ДПМН, али избори на 5 јуни нема да има. Добро. Ја гарантирам дека нема да има, поради тоа што 500.000 гласа, значи, треба да се прошешат. Нека бидат од тие едно 5-6.000, ајди 10.000 што ги наметнале таму. Меѓутоа, Македонија вели дека има над 600.000 иселеници што се иселиле од Македонија,
а има 1.700.000 гласа. Тоа невозможно е. Добро. Невозможно е. Не само тука, и регионот наш, еве ние пратиме и во Албанија, како може, ние викаме дека тука меѓу Албанија и Македонија пред неколку години со жители биле, тамо 3 милиона и кусур избирачи, или во Косово, или во Србија. Так, значи, добро. Тука мора да се расчисти цета ситуација, али мислам дека редот е во Македонија. Добро, ви благодарам за јавувањето. Поздрав до вас и убав ден. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Сигурен сум дека ќе ме сватиш ти, ама мнозинството не знам дали ќе ме разбери. 500.000 невалидни гласачи. Тогаш сите влади што владеа досега се криминални. Бидејќи имаме скоро цело гласачко тело нелегитимно. А и тие експертите се не знам дали се експерти, не знам дали вкрстува, што вкрстува, не ми е јасно веќе. Меѓутоа, денеска треба да се определиш меѓу доброто и злото. Так. И најголем непријател на СДСМ му е свесноста на македонскиот народ. Не му е ВМРО да помане. Свесноста на македонскиот народ. Бидејќи децинат веќе од лажирање состави ова. Парите се во нив, а сакаат моќ сега да имаат. Јас ти тврдам дека ВМРО-вците се копуци финансиски према СДС-овците. Контактирам со нив, ги знам како живеат, што живеат така. А ги знам и СДС-овците, бидејќи имам и родни ниво нив. Значи, не се е логично ова во Павел Шатев. Не е само Павел Шатев, тој е во корелација со многу други анкети. Слично е. Денеска на една медиум пред вас објавија дека 10% има СДС. А ете, нека биде 16, нека биде 20, меѓутоа сепак е подолу од ВМРО да помане. Добро. Значи, тоа е тоа. Ви благодарам за јавувањето, поздрав до Битола. Да, единствениот одговор кој што не го прочитав на почетокот, кој се однесува на прашањето за која партија ќе гласате на изборите на 5 јуни, освен резултатот на ВМРО ДПМН СДСМ, ниту една и не знам, постои и петти одговор кој што вели одговор за друга партија и за него изнесува 3,8%. Добар ден. Добар ден. Дали имаме некој на линија? Ало, добар ден. Да, ве слушам, повелете. Јас сум во програма. Да. Оти ме рекој дека имало гледачки од мене. Добро, не е проблем. Да, вие сте. Па вака пред се мило ми што мојот македонски народ и оние нели свесни сожители знаат да почитуваат добри дела, знаат дека добро да има добра влада на власт, добра партија на власт која прави добри дела кон сите. Знам дека секој свесен социјалдемократски пензионер би гласал и тој за ВМРО ДПМН, пошто знаат дека кога гласа од 2002 до 2006 за таа партија нивна СДС, пак ги крадеш на нели по 8%, се врати ВМРО ДПМН и на тие од СДС што го мратат ВМРО ДПМН и нив ВМРО им зголемува, им врати 8% украдени, им зголеми 70% пензии на младите, нивни внуци или синови, черки, студенти, им дава нели без пари градски превоз, без пари возови, без пари, или пак учениците земаат без пари превоз исто, без пари интернат, без пари сместување во интернат и така други бенефиции. Тие се добри дела кои се прават кон сите. И една многу битна работа, убаво кажа Кире Ковачев, до него поздрав како консвесен македонец, дека најголем проблем нели е совеста на македонскиот народ, но мислам дека за СДС најголем проблем се самите себе си. Пошто имаја можност, голема можност, историска, да бидат власт нон-стоп до ден денеска, ако правеа добри дела кон својот народ, кон својата света македонска библиска земја. Но самите како раководство, како членство, одбраа да се нелојални кон оваа своја македонска држава, да прават лоши дела, сега нека си ги бројат овие порази за кои сами се виновни. Военно. Значи да речеме, не знам, таму од 2006 наваки ништо не сменија. Ароганција му е главна особина. Друго, се поданици на било кој од надвор, гледаме дека Сорос командува со нив,
бе или командува со нив, значи немаат никакво чувство за национална свест и за Добро, ви национална... благодарам за јавувањето, тоа Поздрав. веќе не е дел од темата за која што денеска зборуваме само за рейтингските резултати кои што се направени по однос на оваа анкета и какво е вашето мислење по однос на тоа. Добар ден. Ало, Ве слушам, повелете, добар ден. добар ден. Добар ден. Прв пат се јавувам во вашата емисија Мило ми е. и многу добро ја водите, меѓутоа сакам да престанат господата да дискутираат со рекламирање на ВМРО ДПМНЕ. Зашто луѓето имаат свој ум и разум и може да сватат кој во право, кој не. Во оваа држава рушам направија и едните и другите. И јас сум и апелирам до целиот македонски и албански народ и другите малцинства да гласаат за некоја трета опција, например за левица. Ако сакаат да има излез од ова мизерија во Македонија. Поздрав и се најубаво. Ви благодарам за јавувањето, поздрав и до вас. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Да. Ве слушам, Добар ден. повелете. Прво, да те честитам на издржливоста на секакви глупости што можеш да издржиш. Тоа ми е работа, повелете. Второ би прашал дали анкетава е вршена телефонски. Видете, тоа не знам. Мислам дека е телефонски вршена. Да, телефонски. Значи, вели, во периодот помеѓу 13 и 15 март 2016 година, Институтот Павел Шатев спроведе телефонска анкета на 1075 испитаници со цел да ги утврди перцепциите на македонските граѓани кон повеќе актуелни политички прашања во Република Македонија. Добро? Ало? Да, ве слушам. Да, телефонски. Добро. Онда е јасно. Онда се јасно зашто се вакви резултатите. Видејќи, господава од Институтот Павел Шатев точно знаат кои телефони припаѓаат на едните, кои на другите. Второ, за тие што не знаат досега, ќе пробам да им објаснам. Павел Шатев, кој бил Павел Шатев, што го носи името на Институтот ВМРО-ски сега. Павел Шатев е дел од солунските атентатори. Но, Павел Шатев е еден од четворицата што ги издаде своите другари бидејќи. Солунските атентатори кога се договорија да ги извршат атентатите со кои ќе удрат Европа, ќе го скренат вниманието европско, дадоа заклетва дека сите до еден ќе ги жртвуваат своите животи за да го скренат вниманието во Европа, европско, односно да се реши македонското прашање во корист на Македонија. Павел Шатев и уште тројца други, тоа што требаше да го изврши и остана жив. Другите сите или загинаа во сукоп со турската војска и полиција, или се самоубија. Во што е помалу значењето, да речеме, на водачот Јордан Поп Добро, да не ја прошируваме натаму сега темата. Добро. Зато, мислам, се враќам на процентите. Зато и вакво име тој институт добил, затоа што ВМРО на тој начин функционира, со фалсификување. Пријатно. Пријатно и до вас, ви благодарам за јавувањето. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Добро. Вака овие се наместени анкети, тоа е јасно. Крајот ќе каже кој, колку и како ќе ги доби изборите. Ова што слушнавме сега овие денови е стварно бројка која јас навистина ја очекував, 500.000, тоа е, се знаеше дека е местена работа. Една друга работа дозволиме. Ајде. Во врска со овие што кажуваат ВМРО-вци и така натаму. Не знам дали се сеќаваш пред 15 на години кога ВМРО држуваше митинзи и обично одеа луѓе од целата и тоа се гледаше од самото, мислам, на самиот приказ на телевизија. Меѓутоа сега во последно време баш ми остана впечаток ова унија на жени на ВМРО, ги гледате сето тоа е фаци, богати, шминкани, дотерани и така натаму, се јасно беше дека се роди нека се раѓа нова буржуазија, ВМРО-ска буржуазија и сето она паѓа во вода дека кажуваат. Добро, се исклучи гледачот. На прашањето дали имате доверба во работата на Катица Јанева и специјалното јавно обвинителство, процентуалната застапеност на одговорите, например на одговорот немам доверба, е 64,3%. На одговорот да имам доверба е 23,4%, а нема одговор е 12,3%.
Дополнително прашање поврзано со СЈО, вели дали сметате дека обвиненијата на Катица Јанева и специјалното обвинителство за одредени функционери на власта се издржани или тие се политички мотивирани? Одговорот издржани се изнесува 20,7%, не се издржани е 67,8%, а нема одговор на 11,5%. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Ајде да не веруваме на Павле Шатев. Добро. Да веруваме на ИРИ, Американски институт. Истите резултати се Американски институт под раководство на Бейли. Значи истите резултати се. Ајде да веруваме на МИ-6, Англискиот институт. Истите резултати се. Значи тука се негде во проценти. Огнен. Најголема опозиција на народот. Најголема опозиција на владата. На секоја влада, понатаму која ќе биде, е народот. Се додека народот, пензионерите добиваат пензии, се додека администрацијата добива плата, се менаџира, се додека земјоделците земат субвенции, се додека студентите им се прават подобри услови, и ецетера. Една влада може да биде како Тито. Па 50 години Тито беше, тоа што беше добар. Затоа што во него имаше се. Еве јас, иако сум оштетен од Тито, али имаше се. Зашто 50 години беше на власт Тито? Сега. Јас сакам да се вратаме на секунда, ќе ми даш 2. 92 година победи ВМРО ДПМН, али глупоста на Лјупчо направи да направи коалиција. 96 година немаше избори, ајде имаше да кажам. 98 година кој му бранеше на СДС да победи? И војската и милицијата се беше во него и изгуби. 2002 година, неголемата лага во историјата, ќе запослам по еден човек. Никој не запосли. И 2006 година овој 5 пати победува навака. Зашто победува? Народот огнен победува. Редовни пензии, редовни плати од администрацијата. Првиот ден, ако Груевски 2-3 месеци не даде пензија, народот со клоси ќе ги стера седа влада и него. Значи, треба масе да ја ти кажам на работа, може да маза и се наљутиш. И вие, и Телма, и некој друг да прави ваква презентација, пак има тоа исто. Шетам по селата, одам, гледам. Каква презентација, господине? Да, и вие да имате 24 сати и Телма да прави рейтинг, истите резултати ќе добијат. Зашто да правиме рейтинг? Рейтинг на партиите. Вие на 24 сати, кои вас ве сметат за, да кажеме, за опозициона телевизија, што јас не се согласувам, или Телма, пак ќе ги има истите резултати. Истите. Затоа што се гледа од месечина дека, например, некој нешто направи за овие 10 години. Добро. А за избирачките спискови, па само заблуден човек и слеп човек може да каже дека таму имат 15 од сите партии. Тука ништо не може да се направи. Какви фантовски гласови, кога јас одам по селата, откупам некои работи, едно село има една улица. Можам да кажам сега 50 села ќе има една улица. Добро. Дали тоа е Новац и дали Могила, Босилов, една улица има. И тие се на една улица. Или во Битола, каде што живеат ромите. Една села на улица кај Раурман, на неа се. Цел Баир се смета на една улица? Не, на улица сите се, 2000. И на таа имат, али важен е матичниот број. Добро. И што не обележуваат како евреите, значи ми е жал за нив, нас не обележуваат. Што е срамота. Пријатно и до вас, ова со евреите веќе не ви го разбрав на крајот. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Да, добар ден, Огњан. Ве слушам, повелете. Јас сум Неџип, општина Зелениково. Поздрав до вас, ве знам, повелете. Многу поздрав за тебе и за сите гледачи кои што не гледаат. Благодарам. Ова према темата што е, ја апсолутно не верувам дека е така. Тоа е важно, не само ова сега што известува, туку и на секој известување во процентуално ни важно е тоа. Како им години, така си изјаснуваат. И не само ова што е важно, него и информациите што ги дават политички, све е важно. Затоа ова власт не располага убаво према македонскиот народ. Значи, да не упаднам таму, едноставно
sve navođat kako da se izvlečat. Znači, što vika, da venikot i da slamka se faća. Zato nemam poverenja uopšte u ova aktivna vlast. Upotrebuje sila. Dobro. Jedna država, što mu trebuje sila, ta država ne može da bide. Toliko Огњан да си здрав и жив. Ви благодарам и вие да сте жив и здрав и поздрав до од нас до Зелениково. Дали обвиненијата на специјалното обвинителство за одредени функционери на власта ќе влијаат на вашата одлука за кого да гласате на изборите? Во анкетата 5,1% одговориле да, 88,4% одговориле нема да влијаат и нема одговор 6,5%. Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушам, повелете. Пред 2 недели или недела дена невработеноста во Македонија падна на историски 24%, или така беше? Погласно држијата, повелете. Денеска е 26%. Добро. Што се случи? Како за недела дена 2% се покачи невработеноста. Така и оваа анкета. Ако земете да ги споредите процентите, ќе видите дисфункционалност на процентите. Не може 37% или 39% да бидат за ВМРО, а 60% да бидат против Катица Јанева. Мислам, тоа значи тие што биле 30% неодлучни, не може да бидат против Катица Јанева. Или ова последно прашање што го поставите 80% нема да влијаат. Мислам, значи математиката некако не им се слага кога ги правеле процентите. Значи, тоа е една работа, втора работа. Ова се знае, Павел Сватев е партиска, како да кажеме, служба. Према тоа нормална работа, дека во интерес на партијата да пуста вакви бројки, помогна, а после тоа помогнат од трите независни медиуми, има да направат рашум во државата и има да им ги офарбат розевите наочели на, мислам, некои луѓе, така да они нема да видат. Сега ви сакам еден господин претходно што спомна за фантомите. Од аеродром кој ќе погледне према Кисела вода, десно од цементара има куќи. Нека види таму дали има зграда. Кој ќе види зградата, тогаш ќе свати каде му се фантомите. Или некој на улица Пушкинова број 2, тоа е зграда со 2 влеза. Нека го најде третиот влез каде е во зградата. Так. Дали види дали во меѓувреме некој не го направил, зашто таму стои трети влез, а таа е зграда со 2 влеза. Тогаш ќе свати, нека не оди по селата да ги бара фантомите. На Пушкиново Кисела вода, нека ги бара. Или нека најде зградата помеѓу куќите десно од цементар. Многу лесно му, не мора да се мачи од зградата, од терасата ќе ја види кој зградата. Так. Тајте ги фантомите кајте. Ова со Павел Шатев ќе видиме, ќе покаже времето. Меѓутоа, од овие 500.000 што се спорни, нека искочат 250.000 дека се грешка. Значи, ради евиденциите. Не може другите да се сокријат. 180.000 се без документи. Тие како ќе ги оправдаат? Многу е. Што е многу, е многу. Добро. Толку пријатно. Пријатно и до вас, ви благодарам за јавувањето. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Да, имаме. Ве слушам, повелете. Ве слушам, повелете, господине. Пак, ова анкета која што ја прават, уште 100 години да ја прават, ќе биде во предност ВМРО да помене секогаш. И затоа е така. Додека имаме лажни гласачи. Еднаш, кога ќе се најдат овие гласачи, кога ќе се прочистат списоците, зошто ВМРО да помене не сака да се прочистат овие списоци, кога ќе се прочистат списоците и кога медиумите ќе бидат слободни, народот нека гласа и нека одлучи дали ќе биде ВМРО да помене на власт или ќе биде СДСМ. Так. Нека гледаат самите луѓе како и каде оди државата, нека не гледаат само Сител и Канал 5. Нека гледаат и други телевизии, нека се ослободат од канџите. Ова е веќе метастазирано. Во сите сфери е влезена власта. И многу луѓе имаме во државата со чипови, кои што не може да ги контролира никој друг освен власта. Кога ќе се ослободат и сите медиуми и да се прочисти списокот, нека поведат уште утре на избори, па нека видат како ќе одлучи народот. И тогаш нека владае ВМРО да помене, ако така одлучи народот. Така. Дали сум во право или не, ќе покажи времето.
Значи, додека не се прочисти списокот и есен може да ги фати изборите. Ако прават вака и ако ги влечкаат со автобуси народот како пред 3 дена што беше тоа во Скопје, она беше срамота. Сакаат да направат конфронтирање во народот. Зошто? Да се истепаат луѓе меѓутоа тоа СДСМ, раководството на СДСМ и од невладината ајде не дозволија. Вие каде што најверојатно и вие бевте таму, не дозволија. Не дозволија да се случи такво нешто. Тоа е срамота да се случи крвопролевање меѓу народот, а тоа веќе во последно време ВМРО го посакува да покажат дека овие од СДСМ предизвикуваат немири во државата. Срамота. Има кој да ги штити институциите, платени луѓе, тоа е полицијата. Добро. Полицијата треба да ја штити државата. Ако некој прави немири, нереди, треба полицијата да застани прва, а не да го штити, пие со жив штит да го штита Уставниот суд. Никој нема да дозволи, прво заед нема да дозволи да влези народот во таква институција. Никогаш. Добро. Избегавме малку темата, извинете. Така, ви благодарам за јавувањето. Павел Шатев, мислам дека е важно. Поздрав до вас и ви посакувам убав ден, по однос на тоа што предпоставувате дека сум бил некаде, не бев од таа страна, туку бев точно на средина помеѓу двете толпи, каде што и беа стационирани специјалните единици на МВР, за да можам и од двете страни да наблюдувам што се случува. Во истражувањето кое беше спроведено на ниво на Република Македонија беа опфатени сите 6 изборни единици, како и повеќе демографски карактеристики на населението, вклучително пол и возраст, а исто така беше направена поделба и според руралните и урбани места на живење, при што Скопје е земено како посебна целина. Со оглед дека целта на анкетата беше да се дознаат перцепциите на граѓаните кои во најголем дел гласаат за двете најголеми партии во Република Македонија, односно за ВМРО, ДПМН и СДСМ, во анкетата не биле вклучени испитаници албанци, со оглед дека тие генерално гласале за етничките албански партии. Сите останати етнички заедници беа вклучени во истражувањето, што мене да ви кажам искрено ми е многу дискриминаторски, бидејќи никогаш не знаете кој за кого ќе гласа, при тоа не можете да претпоставувате кој генерално за кого гласа. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Поздрав до тебе, Огнен, и до цел 24. Поздрав и до вас, ви благодарам, повелете. Овој наслов што е на екрана што го гледам, јас и во мојата служба која работев и сега, тоа е чиста лага, шпекулација и ова што е сето направено со бројките. Се гледат дека тие се бројки така од памет ставани. Немојте да мислите дека не се ставани. Прво и основно, она преска што го рече од гледачите, немој да бидат 60% против Јанева, а 35% против за ВМРО. Прво и основно, ако истите гласачи гласале против Јанева, ќе гласат за ВМРО. Ова е очигледно дека се прави некоја манипулација со државата. Сега во оваа ситуација, кога веќе во Македонија се многу кризни работи на дело, сега овие сакаат да изгледат се на анкета која што, на жалост, македонскиот народ Павел Шатев не го смета за веродостојна анкета, затоа што е тоа на ВМРО, односно не е на ВМРО, на ДПМН. ВМРО ние сите сме да се разбереме. Ја кажувам ДПМН. И една друга работа тука што спомнате вие за Катица Јанева и така натаму. Јас можам да кажам нешто. Катица Јанева е избрана од пржино предложена, избрана во собрание и нема право, она што бара Аневски, да одговара пред Советот на обвинители. Да се разбереме. Со избирачкиот список. Она претходниот пат што го дискутира, ако се сеќаваш. Добро. Кога кажав, има над 167.000 мртви лица кои се заведени во, кои кажат дека и мојот брат е 8 години, па после во тој список. Еве го сега излегоја на виделина работа. Немојте да мислите дека тоа некој го лажи и така натаму што кажува господава дека 10 години победувале. Да, ама со како? Со крадење на избирачките места каде што имало, таму се крадело, таму се носело, али нека има она што викаме кредибилни избори ние, секој граѓанин да биде слободен, да се изрази како што треба и нема потреба од никакви наблюдувачи во Македонија, ни од ИХР, ни од никого не треба да има. Добро.
Ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас, вие бевте и последниот гледаш во денешното издание. За крај на денешната тема, искрено да ви кажам, малку ми пречи, еве лично ќе кажам, тоа што не биле вклучени испитаниците албанци, а при тоа сите останати етнички заедници биле вклучени, бидејќи се сметало дека генерално албанците гласале за етничките албански партии. Тоа ви е исто како да кажете дека генерално ромите гласаат за македонските партии, кога да речеме тие си гласаат за ромските партии, што е многу природно попрво да се повлечете и да ја погледнете програмата на вашата етничка заедница. Но во секој случај добро така одлучиле од Павел Шатев. И уште едно нешто кое што во текот на емисијата додека разговаравме ми дојде на ум. Дали секој кој што ќе ви се јави на телефон ќе му одговарате искрено, знаеки дека или сомневајки се дека може би некој ве прислушува со оглед на сите новонастанати ситуации од минатата година од февруари, кога почнаа да излегуваат прислушувани разговори, а кои сега ги согледува специјалното јавно обвинителство. Или прочем, дали овие 1075 испитаници, кога ќе им се јави некој на телефон, си велат да не некој ме прислушува што ќе одговорам и за кого ќе гласам. Пријатно.